Ненад Савевски, новиот државен јавен обвинител, од денеска го почна својот мандат. Пред пладнето положи заклетва во собранието и рече дека ниту биле во минатото, ниту ќе му бидат важни политичките интереси во иднина. Деталите ги има колешката Ивана Соколович-Најдове, ја имаме во живо во овие вести. Ивана, што вели обвинителот Савевски, што ќе му биде приоритет во работењето? Така, Иван, од денеска со положувањето на заклетвата Ненад Савевски официјално е новиот републички јавен обвинител. Тој веќе стапи на функцијата, оствари средба и со колегите обвинители, а порача дека за нив нема да има селективност во одлучувањето на предметите, дека не го интересираат политичките пораки, ниту пак го загрижува тоа што само мнозинството му даде поддршка при гласањето за неговиот избор. Вели дека не чувствува политички товар и после сите оние пораки кои што пратениците вчера му ги испратија на пленарната седница. Рече дека во фокусот на неговиот мандат ќе биде и модернизацијата и дигитализацијата на обвинителството, но порача и дека ќе се залага да се оправда она очекување на граѓаните за кои што се избрани и тој и останатите јавни обвинители. Да погледнеме какви се пораки испрати Савевски утрово по положувањето на заклетвата пред собранискиот спикер. Ненад Савевски официјално од денеска е новиот државен јавен обвинител. Со положената заклетва пред собранискиот спикер стапува на функцијата како 9-ти републички обвинител во историјата на Македонија. Најави жестока борба со корупцијата и криминалот, модернизирање и дигитализација на обвинителскиот систем, но очекува поголема финансиска поддршка. Го познавам обвинителскиот состав и верувам во истите и заедно со нив сигурен сум дека ќе ги задоволиме очекувањата на граѓаните во чие име, устав и закон постапуваме ние јавните обвинители. Ќе гарантирам транспарентноста и отчетноста за работата на секој јавен обвинител во секој конкретен предмет. Немал политички товар што само мнозинството во парламентот му даде поддршка за функцијата. Вети дека нема да има селективност и нема да има приоритетни случаи, а за секој ќе се постапува еднакво. Интересите на политичките партии не се предмет на мој интерес, ниту вчера, ниту денес, ниту во иднина. Секој предмет има еднакво значење. Нема да правам приоритети на предмети, се знае само кога има законски основ кои предмети имаат приоритет. Селекција не се прави на тој начин, ниту од кого би бил повикан како да постапам. Напротив, има законски регулативи врз основа на кои што секој јавен обвинител постапува. Со преземањето на позицијата, предметите во кои Савевски е главен судија ќе бидат распределени кај други судија, а случаите ќе се вратат на почеток. Во моментов, од високопрофилните случаи во кои тој постапува е повтореното судење на поранишниот генерален секретар на владата Драги Рашковски, а како втор судија е дел и од случајот со Раде Трајковски-Штикли. На функцијата државен обвинител доаѓа од позицијата судија во Кривичниот суд во Скопје, каде работи од 2016 година, а претходно работел и како јавен обвинител. Ивана, новиот обвинител ќе треба да работи по нов закон кој што е во собраниска процедура. Што се случува со расправата по амандманите за новото законско решение? Иван, денеска заврши она второ читање на законот за јавното обвинителство, на амандманска расправа. Првично беа поднесени 27 амандмани со кои што пратениците и од власта и од мнозинството бара интервенции во законското решение, во текстот на истото. По денешната дебата која што заврши околу 15 часот, пратениците дадоа зелено светло за 11 амандмани кои што ќе бидат дополнети на конечниот текст на законот. И тој треба да се најде на гласање на пленарна седница пред пратениците. Иако не беше прифатена голема дебата, имаше околу амандманот и начинот за разрешувањето на јавниот обвинител во случај на повреда на неговата должност. Иако од ДУИ бара овој амандман да биде прифатен, сепак од Министерството за правда посочија дека тој се коси со препораките на Венецијанската комисија. Да слушнеме дел од оваа дебата. Разрешувањето на јавниот обвинител и обвинителите да е со просто мнозинство од гласовите на вкупниот број на членови. Ова
регулирање е поврзано со фактот дека јавниот обвинител се избира со мандат и функција за одреден период и затоа разрешувањето треба да биде јасно и предвидливо. По препорака на Венецијанската комисија е додаден тој став 2 кој вие предлагате да се избрише. А токму во тој став 2 е по препорака на Венецијанска комисија за дефинирање што се подразбира под тешки последици. Во однос на другите одредби каде што барате поголемо мнозинство за разрешување на јавните обвинители во ОЈО-ГОК, истите се исто така по препорака на Венецијанската комисија, која што вика дека вакви сериозни прашања не може да се одлучуваат со просто мнозинство во Советот. Мора да остане во новиот закон за јавно обвинителство повисокиот критериум, односно секој јавен обвинител каде што ќе се утврди дека намерно застарувал дела на кривично гонење на предмети каде што носители на јавни функции, на предмети со голем број жртви. И во интерес на колегијалноста нема да бројам кои предмети кај нас се случиле со огромни жртви. Да, ова беше само еден дел од денешната дебата во матичната комисија за политички систем. А конечниот текст и гласањето го чека и новиот јавен обвинител кој што најави дека според тоа што ќе донесат претениците ќе се диктира и темпото на работа на јавното обвинителство, а според најавите од претеничките групи се очекува овој закон да биде изгласан до крајот на месецот. Ивана Соколовиќ, најдобро благодарам за овие информации.